Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Надевај се на Господа, охрабри се, нека биде цврсто твоето срце. Да, чекај го Господа. Псалм 27, 14 стих. Дали некогаш сте имале еден од оние денови кога сте биле изморени и обесхрабрени? Тоа може да се случи секому. Периоди кога се чувствувате како да сакате да се откажете. Некои луѓе никогаш не се опоравуваат од таквите тешки времиња и понекогаш донесуваат одлуки кои ја уништуваат нивната иднина. Иако ништо не трае вечно, вклучувајќи ги и тешкотиите, постојат некои работи што можете да ги направите за да се вратите на врвот кога сте изморени и обесхрабрени и се чувствувате како да сакате да се откажете. Прво, сетете се на пророкот Илија, зошто неговиот живот ни кажува дека дури и духовните джинови можат да се изморат и обесхрабрат и понекога се случува да не се чувствуваат многу добро. Библијата ни кажува за борбата на Илија со тешкотиите во првата книга на Цареви, во 19-та глава. Може ли да го освежам вашето сеќавање? Светото писмо раскажува за битката на Илија со 450 пророци на Ваал. Тој стоел сам, бедем на храброст и вера. Огнот паднал од небото и ја одбранил верата на тој силен човек. Сепак, следниот ден, Илија не представувал многу добар призор, бидејќи бил физички изморен и неговата истоштеност направила пат за обесхрабрување. Всушност, тој дури не можел да се справи со една жена, безбожна кралица по име Језавела. Соочен со неа, пророкот тргнал во бегство за да го спаси својот живот и му кажал на Бог дека е подготвен да се откаже. Животот на Илија ни кажува дека постои врска помеѓу физичкото, духовното и емоционалното во нашиот живот. Кога Илија станал изморен и обесхрабрен, тој заборавил некои прилично важни нешта. Исто како што можеби ние сме направиле. Тој заборавил како Бог го пресретнал во минатите денови, како Бог испратил гаврани да го нахранат во Херит, како Бог го испратил во Сарепта, каде што чудесно го вратил момчето во живот. Тој заборавил како Бог ги изгорел лажните пророци во оган. И можно е дека сме заборавиле некои прилично важни одговори на молитвите во нашиот живот. Кога Илија станал изморен и обесхрабрен, трчал колку што можел да трча, а потоа се засолнил во пештера. Таму Бог го нашол и потоа започнал огнометот. Прво се појавил ветер, а потоа земјотрес. Молња блеснала наспроти небото и најпосле се појавил тивкиот глас на Бог, прашувајќи: Илија, што правиш? Затоа следниот пат, кога ќе се почувствувате како да сакате да влезете во мрачна пештера, слушнете го Божиот глас кој ве прашува: што правиш тука? Второ, кога сте изморени и обесхрабрени и се чувствувате како да сакате да се откажете, сетете се на Јона, кој водел борба со големата риба. Сетете се на Јона, затоа што неговиот живот ни кажува дека вистинската среќа може да се најде само преку вршењето на Божјата волја. Денес има многу Јони кои одат по улиците на секој голем град во светот. Мажи и жени на кои Бог им вели: дај ми го своето срце. Но тие се вртат и трчаат колку што можат подалеку. Нивните животи се исполнети со работи како што се игри, песни, автомобили, електронски уреди и така натаму. Тие се како капетан на брод кој се свртал кон морнарот и кажал: каде одиме ние? Одговорот гласел: не знам, господине, но имаме многу добро време. Може би сте еден од оние кои се забавуваат одејќи некаде. Животот на Јона ни кажува дека вистинската среќа доаѓа преку вршењето на Божјата волја. Божјото ветување е сигурно. Но на оние кои се надеваат во Господа, силата се обновува, им растат крилја како на орлите, трчаат и не постануваат, одат и не се заморуваат. Исаија, 40 глава, 31 стих. И за крај, немојте да очајувате кога сте изморени и обесхрабрени и чувствувате дека сакате да се откажете. Сите ние понекогаш се чувствуваме така. Давид го пронашол одговорот: надевај се на Господа, охрабри се, нека биде цврсто твоето срце. Да, чекај го Господа. Псалм 27, 14 стих. Ова е одговорот кога сте изморени и обесхрабрени.
што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.